Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Уште едно утро на добро познатата фреквенција. Иако не работен ден, ние одлучивме да работиме затоа што се работи за еден сериозен празник во македонската историја. Две теми ова утро. Првата тема е токму 11 октомври, која така ќе поминеме малку на почеток, затоа што сепак се работи за еден од најзначајните празници во современата историја на нашата земја, барем бугарите не сакаат овој празник да го земат. И втората тема е Југославија, односно на новата книга на колегата Срđan Ивановиќ, автор на книгата под наслов Писма од лудница. Баш за Југославија. Книга. Писма од лудница. А таа историја сака да ни ја земе. Ајде некако да пробаме да ја испегламе овој дел со 11 октомври на почеток. Добро. Значи не може ова да почнала антифашистичка борба. Зошто? Мора да бидеме политички коректни. А во духот на новото време? Во духот на новото време почнала антиадминистративната борба. Не. И борба е многу суров термин. Антиадминистративниот диалог. Во Прилепи Куманов почна. Да. Првиот диалог Да. се случил во првата панел дискусија на во антиадминистративниот диалог. Може да биде и првото антиадминистративно советување. Не може советување, знаеш се. канцелинг е помодерно да видиме. Канцелинг, да. Да. Ме свагаш се, влегле да се трагично ова што се случува, но 11 октомври не сака да не го земат бугарите генерално. Не, па да, тоа е не е единствениот, ама мислам еден од ретките празници за тоа е суштински кога ќе се земе тоа е навистина заедничка историја што ја делиме со Бугарија, а баш таа не ја сакаат. Единствената заедничка историја. Единствената заедничка. Ова се случило на бугарска територија тогаш, затоа што го имале окупирано, администрирано. А ова администрација дали од IT им доаѓа? Знаеш нели таму има администратор. Кога сум играл игрици, овие онлайн има администратори, ние го пцуеме, тој пак не банира. Админ 1, админ 2. Да не станува збор за некоја таква работа, знаеш. Да не ова... Да, веројатно имале приговор. Дигитализација на историјата. Веројатно така дошло до административен диалог, затоа што вие банираните вложиле приговор кон администраторот во участокот во Прилеп. Да, ма користеле непримерни зборови, предпоставувам. Да. Не е било. Тоа што слобода, нешто ово. Да, види. Нешто фашизам, бугарите ги нарекле фашизам. Овие фини господа. Да. Значи, не само тоа бе, види, историски е докажано, бил фашист, овој Мусолини, бил нацист Хитлер, Бугарија била со нив во сојуз, меѓутоа им приговарала, немојте така. Да, не е убаво. Не е убаво. Угледете се на нас како демократи. Ние сакаме да ве облагородиме во сојузот. Гледате како ние водиме диалог, водиме советување, канцелинг во новоослободените краишта. дури мислам дека ние треба да преиспитаме со тоа што само тоа што е направено во 43 во 44 година со евреите во Македонија, тука тешко да се најде политички коректен термин. Да, тука мора наеднаш да станеме сериозни. Да, затоа што тука не можеш да најдеш политички сериозен коректен термин, освен Колокаус, геноцид, колеж, види, етничко чистење. се согласувам, мислам не се согласувам, секој нормален разумен човек се согласува, Холокаустот на евреите во Македонија е процентуално еден од 99% еден од највисоките во Европа. Да, тоа е највисокиот. Ја знаев и точната бројка, сега не во моментот не може да ми текне, но на две раце може да се избројат луѓето што преживеале, а били испратени во Треблинка. Главно преживеале тие што се придружиле кон народно-ослободителното движење. Тие семејства, да, па денеска тие семејства постојат. Но во Втората светска војна, за војна на вистината, имаме забранено и ромите, кои исто така Апсолутно. во Скопје има цела една забранета историја, нашата историографија Не е забранета, него не е интересна. Не е интересна и еве една јавна критика и до Институтот за национална историја, и до филозофскиот факултет и
таму каде што е И зошто нема историја. музеј за тоа, зошто не се обрнува? Зошто не се пишуваат трудови на таа тема? Затоа што бројката исто така е огромна, имало цел логор за нив. Да. Во И Скопје. кај види кај администраторите исто така не ја заборавај и таа антимуслиманската црта. Која што Токму затоа и ромите биле жртви. А не само ромите, сега знаеш. Тука малце поширока била мрежата, ако можем така да кажем, на дискриминација. И лоша. Како да и апел да се празнува овој празник што е можно Вчера видов една убава работа во Прилеп, подостоинствено. направено знаме од учениците на средното училиште таму на гимназијата. Македонско знаме. Предпоставувам дека ќе го третираат ова како говор на омраза. Не знам што има на знамето е. Не бе национално знаме наше на 11 октомври. Од 6 на со празник. 16 или со 8 краци? Не. Новото е Националното, државното, новото, државното, да. Со 8 краци. Да. Што Плюс не го направено е повторно на, како се вика, обнова на нападот на участокот и тоа да не е говор на Тоа омраза. е веќе. А, добро. Тоа спаѓа веќе. Не, говме, тоа е канселинг. Те молам, немој. Тоа било советување, тоа може да го направат тоа во една убава сала негде во некој од хотелите кај што прават невладени организации некакви обуки. Си седнат на една страна облечени како бугари, на друга страна исто така облечени како бугари, затоа што не сите биле бугари, и да си седнат да си направат муабет, ќе биде, нема да ја биде и така натаму. Не знам, мене ова и баш како тоа деца ги учат од мали да се како ќе борат. преведат на бугарски втиквешко негде кај вслана втивко венеше цвете. Вак не чисто. Администрираа дете. Не де боже. Тоа е се. Многу деца во Тиквешко загинаа, мене секогаш солзи ми доаѓаат кога ќе помислам тој на крај, тоа тој време, да. И тоа е еден ужас кој бугарскиот фашистички окупатор, а не администратор, го направил и жива среќа што на 11 октомври македонскиот народ крајно организиран се кренал против бугарскиот фашистички окупатор на антифашистичка ослободителна војна. И сите нормални во светот го нарекуваат тоа фашистичка окупација, освен нашата влада, која нема храброст, почитувани слушатели, Ништо не збори. или ништо не збори, или кога збори измислува некакви термини кои не постојат, инаку се работи за бугарски фашистички окупатор. И да, тоа не значи дека сите бугари биле фашисти во тоа време. Апсолутно не. И таму има силен партизански покрет и се И да. И да, тоа не значи дека немало и колаборационисти овде. И имало. Да. Но Или некој не се чувствувал бугарин. Имало и такви. но колаборационистите овде носеле бугарска униформа. Да. Зна. И кога ќе кажат 12 младенци, тој што ги убил бил од Крива Паланка, јас прво прашај ги, каква униформа носи? Што не гајле мен од каде е? Апсолутно. Тој бил идентификација за држава. Ама не, чеке се. Тоа е исто како да речеме некој во Германија да кажем, а знаеш што и Лјотичевците учествуваа во стрелањето во Крагуевац. Значи и вие србите делите некоја вина од тоа, мислам. Нели? Да. Така. Апсолутно. Или да кажеш дека еве тие што биле капои во концлогорите биле Тие се пољаци, евреи. украинци и така. Има и натаму. евреи, Има и да, евреи. капои. И се да речеш дека евреи биле вако. Или дека списоците за депортација ги правеле тие тамо властите што биле на локалните и тие дека страшно. Уе. Да. Еве наш слушател вели, дали знаете дека сите турски евреи се вратени од логорите на смртта со помош на турската влада, администрација во Турција во специјални возови. Добро, не се сите сега. Не се сите и прво турските евреи биле во Турција, да не да се разбереме. Тоа е едно. Второ, како можеле турските евреи да бидат вратени кога биле во Турција? Малку да... Не, Честит празник на сите, ние работна дневница одлучивме да вадиме и дојдовме да работиме за викенд. Му се извинуваме за празник, му се извинуваме на Срđan што е жртва на тоа што ние треба дневница да вадиме. Ја овој празник го разбирам како работен празник, треба да бидеме активни, а не да се присетиме нели на борбата. И ние треба да бидеме, но дупли дневници, еве го што табајле тука ми барат да им подпишам па сати по она. Генерално тука работа борба за дупли дневници во нашата фирма. Антифашистичката борба не е нешто многу
Нели, не е популарна. важна. Срđan, 33 години нема Југославија, зошто е се уште толку интересно? А Југославија е со сите своји грешки, со сите своји мани, а ние двајцата се сеќаваме на сите грешки и мани, нели? Сепак е најсериозната држава што јужните Словени некогаш ја формирале. И ето тоа што излезе по Југославија, некако не изгледа толку сериозно и толку организирано како што беше таа држава. И токму тие причини се уште интересна. Па да. Да, дури имаше работа. Дури ние се чудиме како, не знам, функционирало здравство, како функционирало сњуле војска, па не знам, полицијата била Како викаше ефикасна, покензиго, школство. школство, нели, идеш, одевме на училиште, нели, кога бевме деца, и учевме таму, мислам, пази, тоа е интересна работа, разбираш. Значи некако заев да кидевме по 3 часови, не, учевме. Не, учевме. Да, учевме и да имаш двојка, требаше цел материјал да го знаеш, а да имаш петка требаше одлично да го знаеш материјал, значи тоа беше таа разлика од овие денешни услови. И како да кажам, кога ги споредуваме тие два периода, значи имало некаков систем, со сите грешки и мани, ја многу мразам кога се идеализира нешто претерано, Да, нели? И со сите грешки и мани, ама сепак функционираше на некаков начин. Сега, во овој момент, значи сега, баш сега, овие години, ја не знам кој сегмент од нашето општество функционира. Значи, кога би се споредила сегашна Македонија со тогашна социјалистичка Македонија, СРМ, нели? Тоа е неспоредливо. Вие двајцата сте родени во Југославија, јас сум роден во Македонија на 24 февруари 1992 година, на 5 месеци по прогласувањето на независноста. Не сум роден јас во Југославија за разлика од вас, вие сте југословени, нели? Родени за разлика. И македонци. Од мене, јас сум само македонец, кој сум се родил, јас знаме од Кутлеш било официјално знаме на држава, уште не е сменето, но сум зачнат во Југославија, затоа што 7 месеци, 8 малце порано сум роден предходно, нели, било Југославија кога сум бил зачнат од моите родители, така што ние сме сите тројца зачнати во Југославија. Ова е Ова треба нешто пофалба да биде. Да. нели што Не, заклучокот добро. Заклучокот е дека Сите сме зачнати. сите сме зачнати На во некој начин. Југославија и Македонија е зачната во Југославија исто Не. како нас. Е, како некоја направи Македонија? Современата македонска држава Да, така може да се ја изведе направија заклучок. најлошите кадри од Југославија, нели што? Не се Не е така. Така и прво, значи, рака види во Југославија, токму затоа беше успешна и затоа е уште и сакана и изборувана, затоа што беше равноправна држава на сите 6 народи републики. Не беше никој Имаше подобра селекција во Југославија? апсолутно. Тоа Во например, која смисла подобра селекција? па Зависи на во која функции да област. се ставаат А, не. кадрови. Зависи во која област. имаше Не, клучеви, имаше, се зависи на кој ниво и И како. во која област. И во која област, Значи да. таму кај што требало сериозност, инженери и доктори, се внимавало. Политика? Не. Не. Политика на тоа ниво кај што не требало да има грешка, Може се ли внимавало. сега да Да, вие ама не секаде. Знаеш, секој што сум велел, надворешната политика на Југославија беше водена од морални некакви поводи, и таа беше, да кажеме, безпрекорна во таа смисла на зборот. И за тоа време. И за тоа време, да. Но внатрешната политика беше... може ли да играме една Премногу игра ова сега? Ајде. Да анализираме денешни политичари до каде максимум би стигнале во Југославија. Еј, кај го најде ова? Еве да речеме, Ајде. почнуваме со најпопуларниот Димитар Ковачевски. Што би бил според вас Димитар Ковачевски највисоко во Југославија? Секретар на локален огранок на Сојуз на комунисти во Куманово и Старо Нагорича не го секретар држи. или прав секретар? Не, оној втор човек што е огранокот. Убаво го цениш. Тоа би била битна функција. во Ама такив- факи Старо Нагорича не значи не е само Има во него Куманово. опортунизам. Има во него опортунизам. Миле Зечевиќ. Еј, Удба, така Мислам дека фамилиарно, мислам дека нему ќе му се јавувавме да не обезбеди карти за фудбалска утакмица. Та види. Црвена звезда, Ето, Вака, стварно. Хајдук. Иако од сите во држава Димитар Апосиев веројатно е најприврзан со Југославија,
Ја мислам дека он во Југославија би бил следен од службите дефинитивно и би работел нешто, нема да го остават без леп, нема да му дадат политичка функција, но би го ставиле нешто да биде правник у Благој Ѓорев, да речеме. Не. Професор ке бил и Југославија. Професор ке бил и Југославија. Не, сега баш тука не сум сигурен за Не. подобност. Знаеш, он сепак има некаков... разлика. Ама не, Се имаше гледа- таму се политички знаеш. неподобен, но користен интелектуалец, Така таква што да. квалификација, да. Значи ќе го искористиме како интелектуалец, ама нема да биде амбасадор или не знам, Немаше да му дадат функција висока Професор државна. сигурно. професор сигурно. Универзитетски. А дури може да и сепак има кој ти капацитет за и за нешто поише. Ама Апсолутно. службите нема да дозволат. Абе, зависи се, службите сакаат такви кои шоперни едно друго, кои што... Добро, сакаат и да ги пратат на голи отак. Не, немаше. Не, голи отек е друго. Голи отек е друго, да не. Можеме Отек после е- да Па, збориме збориме за за тоа. Југославија 40-тите и Е, што би 80-тите. бил Христијан Мицковски во Југославија? А, види, техничка интелигенција таму напредуваше многу. Во 80-те години Ја имаше мислам два дека- часописа за компјутери, за Свет компјутера, свет компјутера и Рачунар, не? и рачунар, мој рачунар. Он е така. машинец. Ја мислам дека он би бил некој директор во Не мислам дека металски, беше исто професор. металски завод Тито, што држи часови и се спрема да влезе у политика у Белград, ама не сега, туку за 2-3 години од сега. И се растура државата. Па сега зависи тоа да видим. Зависи во кој период. Добро. Да, мислам дека и А може и во Христијан некој голем Мицковски... систем као Енергоинвест, ко Раде Кончар, ко... Не, ама тие таму беа Ај, партизани металски завод директори. беше. Не. Ама се збориме за, нели... Не, Але бе, Радмила Шикеринска дефинитивно од сека би била у земја, да се разбере. Да. Затоа се распадна тази. Добро, тоа е таму беа политичари од кариера, нели, Да. кариеристи. Радмила Шикеринска, Владко Ѓорчев исто. Да, Кој е за Орцека роден. Измислен. измислен. Исто, како се вика, Јани Макрадули. У пошта. Тоа ми е едно од најголемите разочарувања во животот. Јани Макрадули, пошта човеков кој отиде да биде директор. Може нешто боле стварно. Стварно, може да му Значи, ова најдат. си играме што би било, која би било, меѓутоа... Тоа е многу забавна игра. И се ја знам дека ја во Југославија би бил дисидент. Нема теорија. Не, нема шанс. Нема теорија. И ке беше Како- пионерче право. Да. Така. Такво насмеано со обравчиња. Некако, вие види Ке ме маговите... пратија на факултет у Те Белград. текна на ние маговите на југословенското новинарство, ала како се викаше оној Горан Милич. Гора Милич не, ама да речеме ликови како Марич. Миломир Марич. Да. Великови Ама добро, како- тоа беа галени дисиденти, знаеш, дисиденти со тиражи од 200.000 продадени Таков книги сакам ја, дисидентски. да, бе, да. А он има дури еднаш Марич Марич го не го заборавај. Вика, ја и Данило Киш, вика, седевме пред СКЕ да ги провоцираме, само да не забранат, вика, пошто во истиот момент значеше дека тргнува тиражот, вика, дека луѓето се интересираа за тебе. Значи, не беше тоа, Што такви ликови, пази. не беше тоа воопшто северно-корејска атмосфера. Да се Боже, разбереме. сочувам. Имаше и голема дебата, имаше и либералното движење беше многу силно. Имаше и големи интелектуалци, имаше и големи идиоти. Да, апсолутно, Тоа е да. тоа. да. Пример имаш од Биело дугме до ЕКВ, сетието Југославија. Па да, Да. Знаеш, Значи од чобански рок-н-рол до нешто што беше автентична музика која можеше да се припише само на Југославија. Мене, на Слушај, пример, и до блузери ко Пепи Бавтировски. Имаше, да. мене да речеме едно од главните забелешки што го имам Е. за овој меѓународниот суд за правдата што е во Хак е тоа што никош чобанскиот рок не стана кривично дело за тамо да се третира. Да, како една од причините за крвавите војни, да. Да, и значи, се сложувам чобанскиот потполно, рок, тоа да. тие се шетаат тука по Македонија, доаѓаат тие Шветати по Словенија. Сегде се шетаат, не, да, не, ама таков У дискотеци у Франкфурту исто наступаа. Например, да. од кој ќе ми каже некој прљаво казалиште кој на крај или стана дел. Они беа не дел и беа. од алтернативниот и од црни од на овој крај нови станаа вал, чобански, а да. стана чобански Да. на крај, да. Па тие црвени јабуки. Добро, тие босанците што беа освен забрањено пушење. Забрањено пушење беше тоа е друго. Тоа беше нови примитивизам, тоа беше класа за себе. Југославија има на пример New Wave, нешто што Македонија никогаш не стигна убаво да го направи, нов бран на
во рок-н-ролот. А имаше чеки тука, имаше Баше, ама Лепи Сол, сега- падот на Византија, знаеш. Не, Леписол не, али Падот на Мизар, Византија. Архангел, падот на Византија, да. Го зборуваме веќе за југословенската култура, тоа е веројатно најголемиот производ на Југославија и културата. И таа е навистина фантастична. Значи, Југославија произведе култура како земја која е двојно поголема со народ и со територија. Но добрата работа целата приказна е што југословенската култура продолжи да живее. Значи таа, иако државата се распадна, имаме сосем нови таа живее, таа е жива се уште и се следи тоа што се случува во другите бивши републики. Им Джудот ди економист пишуваше и за Југосфера, дека уште постои култура. Епа, На културен, да. тоа значи ова политички што не. вие ми го кажувате сега, почитувани мои, значи дека тоа не била вештачка држава, чим се уште постои. Па не беше Во културолошкото, затоа што народот овде, не прифаќаше. знаете, во Македонија имаме една плејада на самодекларирани патриоти, кои најголем дел од нив поминуваат, потекнуваат од фамилии кои прилично добро котирале во Југославија и после некако се препакувале во македонски националисти. Саме со сила ги терале да бидат членови на СКЈ, па не знам, да. ги носеле вака да бидат нели функционери. И после Имаш изјава од една нели- сопруга на еден функционер, вика, Да. во Југославија ги праќа представници у странство да бидат само за да бидат одделени од фамилиите. И таков муабет ја. Поцески го имаш. Не. Јас со фамилијата си отидов. Да, тој со фамилијата. И знаете, и ти истиве тие после кои доаѓаат тука зборуваат тоа вештачка творевина било. Да, живееле на Врачар, Не у само 200 тоа, квадратни него- стан. Да, Не, знаеш што, да. има еден дел кај овај, да го наречеме еве таа националистичка сцена во Македонија и сакаат, читаат тоа што пишуваат по Србија, по Хрватска. По Србија најмногу се Да, пишува. и се сака тоа да го донесат овде, пат збора, знаеш, во дека 80-тите некој отпор имало против Југославија. Имало луѓе што... Да. нема Никаков отпор, то немаш... И- 2000-те немаше отпор против И јас стално Југославија. им кажам, добро, дај бе, запали амбасада овде. Ма Во нека, подршка на Југославија. Дај бе, вика, да се дај бе, викам разбереме. да го запознам, тој викам, дај запознајте ме, сакам да го запознам. И ја многу сакам дисиденти да запознам. Еве друго, а и не само тоа, кај нашиве националисти зборуваме, нели, патриоти, еве, не. Главен Стипендисти ВМРО-вец, на Тито фонд се сите. пак не бе, главен ВМРО-вец, нели, беше кој министер за правда Ѓорѓе Наумов, кој што беше заменик сојузен обвинител во крајот на 80-тите. И мислам, можда е да бил на листата на ВМРО, не знам, ама во СФРЈ немаше таква Има луѓе кариеристи кои што нели за секој систем прават имат одреден наратив, јас се сеќавам. Тука факт е дека отпор нема, не само што немаше отпор. Знаеш, има еден мит дека црквата била забранувана комунизмот, нема врска, македонската православна црква е формирана во време на комунистичкиот Ние период. сме феномен сам по себе, Да. значи. И тоа не и прво Но- одлуката прво е донесена у ЦК, па после донесена у црквава. Па да, бе, значи, пак се една- Богоевски, нели Нели се да присуствува бидеме на искрени тој. сега и руската патриаршија, функцијата руски патриарх е обновена во Советскиот сојуз. Така. Во царството не постоело. Петар Велики тоа го укинал. Сега, Значи има тука и преседани. Но друг ми беше маветот. Но не беше популарно да се иде у црква, односно идењето во црква не носеше поени во Да, во професијата. естаблишментот, така. И луѓето не одеа по големи дел, одеа баби, нели, Тајно со мали- крстеа деца. крајно крстеа деца. Тие финти. Пошто татко му очекува нели унапредување од поручник у капетан. Да. Такви беа тие работи. бабата го украла. И јас се сеќавам таму негде 90-91 се догради соборниот храм во Да, Скопје. конечно. Па тоа беше плејада, па тоа секој политичар, секој можен Порија со све. Исто порија, па ова е бото, Еве, ајде рушиме митови, Срđан. Еден слушател вели, а Голи оток шо бил од Маралиште. Не. Ја морам да ви кажам една работа. Сега да ви кажам што е Голи Господине Томчо, на Голи оток нема ниту еден македонски националист. Нема. Не. Таму се Затворен. сталинисти. Таму се сталинисти. Да. Павел Шатев оди на Голе, он е најпознатиот македонец кој нели бил на Голи оток, поради тоа што се потпишало едно писмо кое е адресирано за Сталин, каде што се адресира погрешната политика на Јосип Брос. Значи тој е паднат како сталинист. И сите други. Така. Има околу 15.000, мислам,
може грешам душа, не сум Највеќе сигурен. се од Црна Гора. Од не, македонци има околу 15.000 од територијата на Република Македонија. Овакво, повеќе се што најмногу се црногорци, бидејќи русофилијата во Црна Гора е нели Пропорционално зборуваме. Да, пропорционално, да. Русофилијата, Срби најмалку се од има од Босна и Херцеговина многу, најмалку има од Хрватска и Словенија, каде што русофилијата е морам да ви значително кажам помало. во однос на ова, на факултет имавме семинарска за Голи оток. Аха. Некој ни дае, не знам, по историја или беше по некој од тие предмети човек кој права глупости. И затоа што знаевме дека изворот на најголем дел од студентите ќе им биде главен Википедија. И отворивме Википедија, знаеш, таму секој може да И си едитиравте таму. И ставивме дека Амди Байрам лезе на Голи. И некој да не тоа, напишал. да. И тоа го ставивме Рома ЛГБТ активист. Почина човекот тоа, Бог греф да на го душата, прости, Бог да го прости. Види, Лесна дека- му земја, но чекај баш да видам. дека тоа беше комунистичка земја, типична со сите служби, беше се. Беше. И имаше колеги Не што- роботизи. Да. Значи, најмногу ми нервира кога нели Југославија сите се сеќаваат, но ние една година Анте Марковиќ тоа бананите и чоколадите. Добро, не е само тоа, знаеш, и тоа беше една година беше. една година траеше тоа. Имаше и ситуација, си сеќавам сум се будел И во 5 да, сат Али бајле. Шабан Байрамовиќ бил, например, на Голи оток. Како бе? Да, Бој Пејачов, не знаеш? Не знам ова. Не, овој шој податок, не знам, изгледа некој како тебе ова Ова го некој сега да не додал. Ова некој го додал. Еве го избришале човече од англиската верзија на Википедија, ама имавме така едно пар семинарски дека Амди Байрам лезел на Голи оток, што Не, не. беше свој видео. Голи оток е значи пресметка на Наш- самите комунисти не, со себе. Не е лага, Да. не е лага за Шабан Байрамовиќ, познатиот нели. Во пејач суштина Шабан највеќе настрадала старата лежел гарда на- комунисти. Старата гарда комунисти најмногу настрадала, имам ја од моја фамилија поширока многу луѓе што биле таму и се вратени некако многу превоспитани и најголемиот дел од нив после станаа директори, стана на одговорни добро. функции и така натака, значи имаш и некакво извини сакате за да ми целата кажете работа. Фамилиарна кага. Дека има и Да. за мене и левица ако дојде на власт, Како? ова со превоспитување, сака да ми кажете дека има иднина за Има мене и Змиско, левица ако Змиско дојде на острово, власт. Преспанско езеро се спрема. Не само Значи- тоа, туку и високи функции има за тебе. Ти си сепак изворно добро. твојата матично движење е тоа, нели? Ја во мојата пресметка со ова политичка често ги споменувам хеликоптерските тури, нели, па малце ми е Еј, поразличен немој. принципот на закани од Голи оток до нели, она што Немој. јас го нудам како Немој. Немој, финал. да сепак, знаеш, на ке гледаш, и тоа бил репресивен систем, меѓутоа има разлика измеѓу Голи оток и хеликоптерите на Пиночи. Огромна. Да, огромна разлика. Не огромна, него димензионална. Димензионална разлика. Значи да резимираме, Југославија беше опресивен систем, и многу во духот на времето е тоа сега кога Сега анализираме. прашајте да дали оваа Македонија не е опресивен систем. Знаеш. Па добро, немаме политички затвори, немаме Како Политички немаме затворници политички нема, не, затвор? Пардон, можда некои Има можат сега. како политички затвореници се сега окритизираат. после 27 април има политички затвореници. Има политички затвореници, да, има, Во да им се моментот извиниме има на тие политички, што велиме, точно. да. Но Кои што подхитно треба да бидат Да. ослободени. Да. Но, значи, не можеме да го споредиме овој систем со предходниот, но ова е една демократска креатура, една земја која личи на демократија, а воопшто не е. Таму бар беше еднопартиски систем, Таму беше барем јасно, знаевте дека беше нема. јасно и А гласно. по-демократско било и ако било еднопартиски систем. Па добро, сега по-демократски. Грешка е да се каже дека тоа беше некаква севернокорејска држава. Не, Нема. не. Не. Имаше и нели како рековме и многу дебати, и многу разговор, но филтерот беше Сојуз на комунисти, така мораше низ таму да се помине за да потоа се излезе на републичка или федерална Да влезеш во сојузна. номенклатурата. Да, во номенклатурата. Тоа воопшто не изгледа демократски. Ама ова денеска не е една, има 2-3 такви. 2-3 патишта кои те носат Па не знам баш. до врвот. Са извора два путича. Да, како да, има. Да. Мене многу ми е интересно како од комунисти стана олигарси. Тоа ми е. Не, бе, Ја на пример, ја како Па бивши доследни се бе ко марксисти. Ја како бивши Чекай, марксистите во комунист. што верува?
во тоа дека материјалното, нели е тоа Не, ти си идеалист, они беа практични комунисти. Ја, например, ја као запиши го. ја као бивши комуниста, не сум комуниста со години, ја као бивши комуниста, ево работници во мојот радио може да сведочат дека имаат 2,5 сати работно време. Тоа у Шведска го нема. А чекај сега, Значи, тоа ти се- сега мешаш сега социјална политика со комунизам. Комунизам е работниците, доколку е комунистичка, овие 20 работници бидат собственици на ова радио, а тебе Работнички може совет. да Ја им го дам одма. Да, а не, тебе само може- нека посакат. Нели, а ти- Само нека посакат. Работнички совет, нели? Да ми се Да, тргне имаше работнички со главоблока. самоуправување, Да ми се па... тргне од глава, одма им го давам све комплет, да не ме боли глава. Добра, ма. Дека мислат они како е да се даде Знаеш дека тоа недостасува, знаеш, економска афера беше во Неум што се дале по 100 квадрата простор за викендици, тоа беше. Тоа беше страшно. Нели. И тоа беше, значи единица мерка за корумпиран директор или функционер беше викендица у Елен Камен, на Маврово. Да, има викендица таму, има, знаеш, тоа гледаш нешто цигли само се гледаат, разбираш? фасада. Да, ова за се спореди со денеска, тоа е... Да. А тоаш бевме убедени дека се корумпирани, значи не дека... не дека- Не мислеле дека не се, не убедени бе. Ама биле се, реално. Биле, ама како тоа Горан Милиш го спомнав преско, каже Проблемот- комунистите вика имаа мерка. Се украде нешто со мерка. Ова вика сега нема мерка. Одиме со краток блок на реклами, а пред рекламите да ви ја кажам капиталистичката мерка, тоа е познатата фраза од раните 2000-ти кога комунизмот конечно падна, нели, во Македонија, тоа е Љупчо крадеше, но за сите имаше. Во стариот комунистички манер, почитувани слушатели, ми беа нудени директорски позиции за време на паузата на оваа емисија. Али добро. Ти ги одбиваш исто во стариот комунистички. И у капиталистички дух сакаш газда да биде. Ја викам прво да завршам MBA-от, па после да станам тоа што Не, предлагат. како Андов, нели, тие во кадарци такви сте, не му звона телефони, он одбива да биде сојузен министер, па го убедуваат, па нели. Ти ги следиш таа школа, сега знаеш. Тоа е неговата школа е друго, Тоа тоа е е тиквешка школа на политика. А не, ама Шалица, тоа е School of Politics. Тоа е редов вид на угнетени амбасадори, високи функционери дисиденти кои се амбасадори во исто време. Интересна работа у Македонија, сите станаа дисиденти. 91-а. Да. Со па 2-3 мандати амбасадорски, да, знаеш, онака. Но тешко се живееше, Тешко бидеме се реални. живееш, знаеш, онака, Не, не- у Багдад го пратиле, мислам се. Да. И да го спасат од тука, затоа што бил под прогон, го пратиле сојузен министр у Белград. Тоа е работната теза. Тоа е работната теза, да, за да не го гонат тука во Македонија. Не, имаше тој момент, имаше и тој, види, знаеш што беше моментот? Кога комунистите овде сакаа некој да го елиминираат, а да не изгледа дека го елиминирале, го праќаја у Белград. Ма тоа е Автомат- кој сега што у ни Брисел. у Брисел што ги праќаат, да. Да, од Европа. Да. Не те гледа више никој готово, политиката толку е. Ја би сакал да ме пратат у Брисел сега. Да, да биде За реално. еврокомесар, вака. Не мора да ме гледаат, па што. Срđan, твојата книга се вика Писма од лудница. Нема време да ја купам и да ја прочитам. Ивица, мислам дека ја прочита веќе. Да. Чита за една вечер, ако сакаш. Ама ако си роден во Југославија. Да, ако не си роден во Југославија. Ја треба речник да земам да Па толку. не, има некои работи кои што не не бара- се позна. Добро, ја имам работен усител. Така што Личи на Југославија, сител, ја имам работен. во сител на пример Личи на 2000 Личеше. во да. 2000 да. до сега не знам како е ситуацијата, но до 2016 година имавме бонови. Сега за такси ги користевме, ама имавме бонови. Ја се сеќавам, имаше бонови кои не се користат за такси, него за Да, имаше и за производи. дукјанчето доле и за сето тоа, да. Тоа го памтам. Сум го Ама фатил. тоа нема врска со Југославија, тоа има врска поише со овие криптовалути и со ова модерно време, тоа се пред времето. Да, цинк беше пред време. Уствари бонов бил ICO, што го викаат, Да, Initial сега. Coin Offering. Да. Да. Гратово беше македонска точка на Силиконската развој. долина. Можеме да кажеме. Да е, силициумска висина да бидеме реални, не е добро. Јас ви велам, јас сум фатил дел од атмосферата како тоа изгледа. Можам да кажам дека тоа има една дефиниција мојот. Не, имаше еден Драг. момент во сител на доцен социјализам.
Да, апсолутно беше така, да. Нели? Па има, например, у сите една телевизија, Па канцеларијата на директорот не си викаше канцеларија, си викаше кабинет. Тоа се сите тие статуси од Да. Или од- Една инерција. Не знам дали убава. знаеш инерција, дека- убава инерција. Идеш Не гледаш- баш убава, али идеш за гледаш- некого убава. Да, за некого. идеш, гледаш, ти викаат симни се вика доле, зашто да симнам доле, вика имено камионче треба да си земете сите по нешто и си минеш доле и гледаш, сите не дават по една канта сирење. Преку синдикат. Што не постои синдикат. Или вреќе брашно ни давале. Ама Значи, добро, тоа и беше много- во плата или баш код платата? Не, тоа тука беше за фрканцијата. Тоа Ти го беа зимаш и после ти супираат на плата, а не те прашуваат. А дали сакаш сирење? Дали Да, сакаш? добро, тоа Па е. после више почна да не прашуваат. Види сега. Значи, да бидам искрен сега и објективен, Значи, да не испаде дека Сител баш беше така Југославија, не беше. Тие работи од синдикат, независно од работодавачот, нели? И ама тука ние работи- многу се радувавме, мајка ќе донесе питах кашкавал, татко ми канта сирење, Добро. суво местно. татко ми работеше во ЕВ на Македонија, во ЕСМ, па после во ЕВ на Македонија, тоа го имаше секоја година, а сопругата моја работи уште во ЕВ на Македонија и уште го има тоа од Синдикатот. Па тоа, ама тоа е Уште рецидив го од, има. тоа е рецидив Ние од пред нова социјализмот. година ги имаме тие производи Да, ама дома. чеки да не заборавиме дека види. И тоа квалитетни не, ова паризер сега што се фали. целата Вучич. фирма, Вучич, да. целата фирма Silex е започната и создадена во социјализмот. Е многу сериозен концерн беше тоа на Дзинго е основач. Он од стартап го има доведено Silex докаде што го доведе. И си го приватизираше Добро, стартапот. сега е тоа плюс. Нели тоа обично иде, обратно иде. Да. Нели стартапот потоа се распродава, Ама нели? многу интересно тоа Се стартап. си го приватизира. Па стартап беше. Да. И во, сега така ги вика во социјализмот не ги викаа така, ама до стартап. О, зете, и така Од натака. стартап до Знаеш дека до Wall Street. До Wall Street или до Крато. Конкретни случаи. јас и До Вице цело Крато имаме една енигма уште од времето кога оваа емисија се викаше Ринг и одеше на Радио Слободна Македонија. Тоа е уште малце 10 години ќе напуниме Да. ја и Ивица како сме у Радио Свет. Тогаш читавме биографии на познати политичари и ги да. анализираме. Аха. И уште имаме една енигма, Срđan. Таа е главната енигма. Ја читаме биографијата на Дзинго и таму има, знаеш, од дете кај се родил, што правил, што учел, кај се вработил, како што политички делувал така натаму и на крај има една реченица која до ден денес ја немаме дешифрирано. А реченицата ја памтам на памет. Тоа е вели вака. Последната реченица од биографијата на Љубисав Иванов Дзинго, тогаш објавена на сајтот на Социјалистичка партија на Македонија. Цитирам. Господинот Иванов бил на сите континенти. Не, господинот Ги посетил. Дзинго посетил не знам таму колку земји, Сите континенти пишува. ги посетил сите континенти и 3 пати бил во Хонг Конг. И ние уште не може да сватиме што е Зашто поента. 3 пати у Хонг Конг? Ама не, зошто е важно тоа да се истакне во биографијата. Да. И Ама не, тоа таму мојата биографија ви да напишете не бил у Хонг Конг. 3 пати. 3 пати не бил. Значи, и сега Нема звучи вака, знаеш, звучи како интересно. шифрирано. Можеш холивудска, француска кинематографија дури како тие нели до Трите српска- дена во Хонг Конг. или пак трети Црни пат у вал, Хонг да, Конгу. трети пут. 3 times in Hong Kong може да биде биографскиот филм на На англиски на- мал се потака, не го фаќа тој момент. Не, али ова, ова југословенска пут у кинематографија би го овековечила, да, трети пут у Хонг Конгу. Да, па Милена Дравич таму чека. И сега, ние анализиравме поише теории зошто тоа така во да. А у позадина е Бата Стојковиќ нешто тука. Нешто тука излага, Да, чисти чаша и се враќа. Проблем е, ја Ивица го најдов и човекот кој може да го глуми Дзинго, има во Англија еден човек кој е Не, кај Англија не. Буквално- Ќе го романсираме, Љубиша Самарџич. Нешто. така. Не. Немој Во така. Англија има еден, значи градоначалник на Ливерпул, му го покажав на Ивица, после ќе ти го покажам и тебе, кој е, значи, копи пасте на Љубишев Иванов Дзинго. Не може да верувате колку личат. Не.
Сега, кога зборуваме за Да биде нешто автентично. Нешто Драган Бjelогрлич, така Тој ви ќе го прелеп. Да. Сега се обидувам да го Остави да тоа го началници најдам. у Британија, нема. Да, не, сега ќе го види. Тие не живее у Југославија. Не. Ама не сега зборам, ќе го одглуми бе. Не. Добро. Се вика Джо Андерсон. Джое Андерсон, пишете, почитувани слушатели, кои не знаете да спелувате, да го видите. Джо Андерсон, Ливерпул Мејор. Мејор. Ево. Гледај, Срđan. И разделјакот на зубиве го има. Погледни. Да. Ој, Палма може да го глуми истиот човек. Нешто кариера да направи. Нешто измеѓу. А новинарските статии кои се за него говорат дека има сличен принцип на владење. И погодете лабористите. Значи, Епа тоа е континуитет. наша крвна група што Како би беше Дзинго на еден митинг во Битола, вика Битола ќе ја направам како Кратово. И имате туку публика. Така разбираш. Мислам, Добра, ама беше автентичен лик. Апсолутно. Значи, мислам дека како И створи услови за, например, беше Ајден беше првата приватна телевизија, се сеќавам по ова, и тој ја направи втората приватна телевизија. Каква да е Сител денеска или пред неколку години, сепак во тој момент беше простор каде што имаше некаква шанса за слободна мисла. Ако ви текна таму дебатна емисија на времето, Трендо правеше. Не беше тоа баш поле за ништо. културен натпревар помеѓу народите, така. А кога работите, ќе излезат од контрола, звони Дзинго и Дзинго никогаш немаше. Не беше така. Не, се уште еден мит да растуриме. Срđan, кога работеше таму? Од 96-та до Вест кога се отвори се отидов до 2000-та. Значи он го фатил моментот, пази каде кречеш. Види сега. Значи Има да еден слушаме момент, мит. Дзинго звони кај тој што е тамо техничар што работи, нема кај него никогаш не бил цензор кој цензурирал преку уредници. Никогаш. Но он имал друг принцип на цензура, која ќе се забега работија, која ќе се изнервира, се јавува и вика Джоле гаси телевизију и Джоле го спушта она за како се вика за кога? Тоа е мит. Клизачот. Тоа е мит. Кога се случило? Значи вака. Негде бомбардирање након тоа. Не, ја баш тогаш работев. Не верувам. Не. Значи, снема струја еднаш кога Бошко Трпевски најави сензационална емисија за новото ФФМ раководство. Ама тоа нема врска. Тоа нема веза. Тоа не рази. Тоа било 2017 Зинго, значи вака, има, не знам, соопштение на Социјалистичка партија 17 страни, целото ќе се исчита, ќе се објави. Дзинго збори во собрание, целиот негов говор ќе се даде во вестите во Сител и Дзинго како председател на Фудбалска федерација на Македонија, сите негови поенти ќе се стават во спортските вести. Тука беше во тие Ја имам рамки. позитивно искуство значи, таа ништо телевизија. повеќе од тоа. Ајде јака сега да екипа видиме бевте, бе, колку вие да. другиве демократи различно се однесуваат. Не, Сите исто. можам да ви кажам. А тоа Дзинго си го плаќаше од Можам своји една пари. работа да ви кажам, значи јас сум работел таму и сум бил почитуван како вработен, независно. Не, немам никакви лоши- Сам и така натам, немам лоши Сама се мемории. докажам, Не, само ми услови за должат работа добри би биле. 5 хонорари ми должат уште у Сител. Тоа е единственото лошо, другото све си. Мене не ми должат ништо, ја им должам нив. Па изгледа треба да се пребиеме ја и ти. Како Цесија. беза, цесија. Па мислам дека може тоа да го договориме. Не, ама види, Да. Али знаеш што е Дека интересно? види, Се шегувам. дека види. Добра екипа И не само тоа, него ете гледаш човекот и со Сител направи институција. и Не, не се апсолутно. едино што е убаво во таа институција е што таму не глумат стандарди. За разлика од секој друг медиум во Македонија. све се CNN и некои мали, Да. таму не се, Да, таму да. е RTS 3 е тоа, разбираш? Да, не се лажеме. Да, и не ни мислат дека се сиене, знаеш, не ни глумат лудило, туку се искрени за својата позиција и улога во општеството, што ја имаат и дури се подценуваат себе си во однос Само на да тоа се што добијам сам представуваат. А има многу сериозна гледаност има Сител, не е дека не е успешен. Скопје, а не е тоа другото што го мислат гледачите кои кажат RTS 3. Да, тоа мислам, Да радио се телевизија добија сум случајно да не почнат да го Да, скинат. да не мисла дека Да. Да. со Београдско нешто. Да. Срđan да се вратиме на книгава. Никако да се Никако да почнеме со книга. Да, Сител е обична
увертира за наслова писмо од Лудница. Морам да кажам. Не, само да ти кажам. Ајде, сега. Ајде, Сега ти не си работи усител и не се смееш, гледаш, ние две се смееме. Да. затоа што види Затоа што Сител е едино место каде што имаш најсофистицирана техника оружје, влегуваш и мириса на пржени пипар. Значи, да. Не знам како да ти кажам. Не, тоа од мермерот е тоа. Не. Зошто? Затоа што си седнале луѓе си прават тука летна манжа, имаат на плинска боца имаат милион евра техника. Добра, тие луѓе беа и како социјални случаи живеа и додека работеа, значи тоа е сега. Иначе види, слабо платени. знаеш што често го цитирам Джейси Калхун, голем американски политичар од Јужна Каролина, таткото меѓу другото на сецесионизмот на југот на Америка, и го прашуваат, вика, дали Јужна Каролина твоја некојаш ќе биде, вика, држава. Овој вика тешко. Зошто? Вика, Јужна Каролина, вика, е премала да биде држава, а голема да биде лудница. Веројатно ова е дефиницијата за Македонија. Писмо од Лудница. Да. Зошто тој наслов? А насловот воопшто не метафоричен, стварно има некои писма кои се испраќаат од Лудница и кои што ќе се покажат како клучни во крајниот расплет на романот и не би откривал ништо. Ова е моје второ гостување вака во јавност и многу малку откривам од книгата, бидејќи се работи за политички трилер, кој ако нешто ви кажам, после стварно не е навистина интересно. Но она што е за она што може да разговараме, тука јас го се обидувам да го опишам генезата на распадот на државата, која сите ние знаеме таму негде нели 91-92 почнуваат оние време. Не, па многу порано почнува. Тука јас ги акцентирам оние студентски протести во Белград, па Маспок како еден, кога е веќе све готово, да кажеме, директна последица на Маспок е уставот од 1974 година, каде што е реално е распадната таа држава и така натака. Но има еден друг книгава треба да прочита Васко Ефтов, што емисии. Не ми се закаче сега со вас. Да, сега не кара. Зашо не караш со пријатели? Кажи, карам бе него. Сега остай го човекот. Ја му давам идеи, еве нека седне, нека прочита книгата Васко после еден серијал кој е лепота. Ја имам еден пријател што мито бициклисти ме од Басара, мислеше дека е документаристика, па не раскажуваше дека се десило тоа. Да. Ама го знам пријателот. Добра, после Така. сигурно јас го знам. Да, али ај позна. Да, после ќе збориме, да. Од твој крај е таму. Ќе разговараме. А тој што им окупираш и колумни после Басара? Не. Па, ќе разговараме. Сега да не клеветиме, да не разговараме тука, да си бидеме неефтини култури. Ја имам еден пријател и толку. Да. Значи станува збор за политички трилер. Па да, и се обидов, се надевам дека успеав тоа да биде нели многу, да се чита во еден здив. Тоа ми беше да се чита во за една вечер. Само ќе објаснам сега, значи Кај може да се најде книгата? Во книжарниците на литература МАК. само да ви кажам, Издавач е Арсламина. Па ја мислам да е добро. Добро, има конкуренција, но да. Веројатно најдобриот. Сега ја потпишав договор со нив и најдобри се сега за мене сега. само да ви кажам, значи единствен минус е што ја го наоѓаме без предзнаење, без некој што живеел овде. Значи, например, еве Да, тешко би се snašao. англичанец кој што зборува македонски, а роден 80-тите, Тешко. не, ќе му треба предзнаење. Да. Нема да може нели да влезе. А јас што немам предзнаење за Југославија, Не, имаш. имаш, како немаш. По осмоза ти имаш. И гледали партизански филмови. Не, ти ке влезеш. Знаеш што се четници, знаеш што се усташи, знаеш. Не знаеш, не. За толку знам. Не, зборуваме за нашите деца, например. Да, тоа е веќе има еден отклон голем, знаеш. Тие, моите колку се аполитични, што ја не сум сигурен дека они знаат кај живеат точно, како им се вика точно државата. Добро, што и имаме проблем, да. Добро, ама немаме шведски стандард. Стандард ме шведска, бе шведски стандард. До скоро во Македонија не знаевме кој ни е премиер. Да.
И тоа 2 пати. Со Емил Димитриев и со Димитар Да, Ковачевски. да. Сакаш да кажеш тоа се шведските периоди? Тоа се Да. шведски периоди во македонска демократија. Да. Може труд да напишам за ова. Да. Па и Хари Костов. И сега вие кои викате Југославија, они тоа не сум сигурен, они некако митски го доживуваат. Па какава била таа земја, па нешто им гледаш на карти им покажеш, па не ме е јасно сега што е тоа Сливенија, нешто Словенија. Радни акции. Не, тоа ништо. Па не се сваќа ма ништо. шанс. Не, iPhone имавте ќе да прашаат, мислам. Не. Или не знам, ти се смеа, бива тато подобро. вие сте имале струја по Не, вас, не, така има тоа ме праша. подобро, има подобро од iPhone. Ај објасним телефон двојник. Телефон двојник е. Јас сеќам на телефон Па тоа двојник ти во викам, фатин. ти немаш Да, Ние проблем. комшивката ја слушавме и проверувавме да немаш валер и така натаму Добро, тие сега. работи. Не треба се да се каже. Не треба се у јавност да се каже. Ама добро сега тоа е. Гледаш кај се корените на бомбите на заед. Не, да мете, ете и Од после. двојниците. да. Заев ги има многу поише од мене фатено од двојниците. Исто. Ја, например, сестра ми е родена 2003 година. Ја на сестра ми не можам да ја објаснам што е аудио касета. Да. CD е 2. Вокмен. CD мисли дека е Како забркање голуби на тераса. А Вокменот ти текнува. Моментов седиња Вокменот беше некое невидено. Да, бе, Ако не, ја знам кој го купија таму негде 80-тите години, тоа така гордо го носи едни оние помаранџести вакви волики беа. А И затоа што имавме една касета дома у тој период, пошто имавме плочи све пред тоа. И една касета и таа, не знам, ја утепав во слушање. Да, да. А имаше и во пази. Ова што го кажува. Затоа што сепак консумеризмот уште не беше влезен во Југославија и многумина се гордеја собира пакла од цигари и лименки. И лименки, да. Да, бе, стварно, тоа беше... Да, колекционерство беше тоа. Лименки собира. Да, и сега ќе ти Лименки, дое некој на пример и да не го знаеш, каже, Малборова може после да ми го дадеш, знаеш ги собирам, кој ти ги испуши цигари, нема проблем. Какви време. Ама тоа се задржи после, не беше само Мислиш? рецидиви имаше, да. Сама не, одамна не сум видел такви хобија. Ај со тугивме као луѓе. Ја одамна го е, нели, Салфетките останаа. Тафетките, ја не сум бил, никогаш не сум го никогаш не сум го разбирал колекционерство на вакви такви работи, го имам напуштено тој концепт, едно време колекционирав прслуци, ама после станав озбилен човек и престанав сега со тие работи. Знаете. Како најде како извади се. И не се вика прстоци градници, мислам. Добро. Прслуци е србизам. се Да, извинам. сарбизам. Срđan, ние да му се извиниме на господинот Црномаров од Битола, кој своевремено пора забрана на луѓето на ИЧ да се појавуваат во медиумите. Извинувам, Да. јас се придружувам кон Тоа беше извинувањето. сообштение, Значи- не беше, не треба не Да. само да му, тоа беше сообштение официјално на ВМРО ДПМН. Ама на ограно. Прочитано пред МРТВ. А да, тоа беше 93-та. Заборев, да. Да. Да, и мислам дека после се оградија веднаш, затоа што веднаш утре дента беше пацифицирано. Да. И да се извинем. Ама Да. многу бе ви има во... И Ствари, бара, нема многу, интересна работа, бара оставка, тоа ше Ѓордан Мијалков, министр за внатрешни работи. Да. Не ли? Да, Тоа е многу да, интересно. Да, како не ВМРО-вец. Да, како не ВМРО-вец. Бидејќи не е од ВМРО ДПМН, човекот е, не знам, Југословен. Да, од социјализмот едно Да, друго. да, и бара, едно од барањата беше тоа. Да. Види што памтиме. Вака, Проблематични работи емисијава е совршена за насловот на книгата Писмо од лудница. Лица од лудница би било подобро. Ние успеавме некако да ја доловиме, како да кажам, тој апсурдот на постоењето на политичкото постоење. Во оваа земја апсурд на постоење нема, тоа се глупи филозофи, наркомани што зборат за такви работи. Зборуваме за апсурдот на политичкото постоење во Македонија. Знаеш, се повеќе и повеќе комични фигури се појавуваат. Вчера бевме со Ивица на еден роден ден и свативме дека таму сите не прераскажуваа од олигарси до, како се вика тоа, до колеги и така натаму. Но имав една ситуација кога еден, да не го именувам, да не го навредувам, го почитувам човекот, ми рече, вели, вас, секој вика се бајле, ве снимаат, вика, ве преведуваат во сите амбасади, вика, поголеми во земја, вие преведуваат, вика, емисијата,
и ја праќаат вика во нивните министерства за надворешни, односно во State Department во Америка, и таму вика ве анализираат, не тука. Тука само снимаат и преведуваат. Викам зашо? Па тука вика не има доволно капацитет вика за да ве дешифрираат. Не, над капацитет не става. Така што верувајте, ја вака го гледам колега. Провикам се што имам платови по амбасади, гледај за мене. Мислам зашто? За глупости. То не можете вие тука Второ, анализа. знам дека станува збор за некој луд муабет, но со вакви луди муабети луѓе имаат министри станувано. Не, Него не директори. Што е сигурно? Сигурно е да го поздравиме State Департментот и секретарот Тони Блинкен. Ако не чита во брифингот, Да. Ентони Блинкен. Да. И само да кажеме дека периодов имаме финансиски проблеми. И- Тука завршува со. Така Ивица. Да. Да, можеме тоа да го Да, кажеме. тешко време, Да, тешко тешки, време, да. тешки времиња, помогнете ако може. Да. Мислам, Да. еве, на пример, наместо ресурсите да не снимаат тука во амбасада на Праграм, сами ќе се снимаме, сами ќе се преведуваме. Дури можеме И анализа може и да. анализа ќе напишеме за емисијата. Ако треба и ќе се испљукаме самите Еве, себе завчера, си. да. Завчера Ама не знам, јас знам дека ова не се дешава. Знаеш колку е смешно некој да ми го каже овој Не, не, па вчера видов. зборуваме за озбилни Нашата луѓе. сцена е редикулна одамна, не е од сега. Ја викам што име на овие. Вчера вече дојде нервозен, прво што виде иде кај Влајко му вика Влекове, што си кажал, не можем да го откачам 3 пати Бајден ми се јавува. Има. Да се Mr. разбереме. President. Да, и Да. јас сум така шокиран. Ја, какви- среќа Бајден веројатно ги заборава овие работи. мене знаеш па што ми е не проблем? остава последици. Проблем ми е што будали кои создаваат вакви причи се редовни на телевизија. Тоа е суштинскиот проблем. И суштинскиот проблем е дека Ама и парламент ги има, не е само. овде луѓе стварно И веруваат влада. дека некој тамо седи и не владее нас од тие пусти амбасади, а таму имаш дипломати од кариера и дипломати професионални кои сакаат нели да си ги остварат интересите на нивните земји, ништо Весела повеќе работа, од би тоа. ме работа нас да не анализираат, без шо, па еве, да си млад дипломат ке волонтираш, боле тоа да работиш него или нешто друго. Него извидник да видиш. Да. Види се, сепак ние сме емисијата која успеа, почнавме како конкуренција со она на Сашо Ордановски. Сашо Ордановски се откажа од таа работа, ние продолживме. Значи ние Па истражен програм, пазарно го Не, ама, не цензурира, Срđan ќе не стигнеше, ама Да, го не. цензурира. Тоа го приметив, Срđan ќе не стигнеше и он пано одлучи да отиде од 9 кога ние завршуваме. За разлика од нас, со Сашо бевме, тоа ја го одбрав за да се борам со нив, пошто пред мене почна Слободен печат и го победивме, нели Сашо Ордановски. Иако Срđan не ги земаше гостите, проста причина копската интелектуална класа не се буди во Апсолутно, рани да, часови. апсолутно. И центар бевме ние, вие сте се пак малце понастрана, разбира. Ние сме кај во поубавиот И дел од вие градот. давате турско еспресо, ние имавме и макијато. Ние сега си купивме еспресо апарат. Вчера еден олигарх го изрази своето жалење. Уствари не олигарх, тајкун. Или не е ни тајкун. Не, предприемач сега да биме реални. Предуземач. Тоа Уствари се нашите херои, напише да наш колега свое време. Еден интелектуалец. еден да, па добро, ово е факт е интелектуален. Еден средно Ово е- богат интелектуалец. Изразе жалење што он не ни го купил апаратот. Да. И ја морам да кажам дека Тоа го почитуваме. тоа го почитуваме, но апаратот си го Да. инвеститор е супругата моја. Имаше и Одмah да тајкуни, Поздрав, и да. олигарси, и минигарси, сите се бидува. Секакви, Да. секакви имаше. Да. Меѓутоа, еве, ние предпочитаме вакви интелектуалци слободни со кои што си правиме убави муабети. Апсолутно. Срđan И тој од Југославија. Тој редно богатиот интелектуалец. средно богат бизнисмен. А со него правиш интервју со средно богатиот бизнисмен ти пред И некој добро време, не интервју. заборај, тоа е супер интервју направив. Мртов Ладен кој си каже дека манипулирал. И ја. ама не, види, мора да признам дека голема забугуба за македонската литература е тоа што се одлучи да биде Љупчо Георгиев политичар. Замисли како ќе се чека Ја тоа го неговите тврдам, романи. значи Замисли неговите романи сега како ќе ќе се видам, чека. јас ќе видам, значи, навистина Брутално, сериозен, точно. значи, брутално искрен. Ја навистина жалам, јас сум љубеник во книжевноста многу голем. Ја мислам дека со тоа ние го имаме изгубено навистина најголемиот писател модерен. Оваа држава го изгубено со тоа што Љупчо Георгиевски влезе во политика. Не знам дали сте ја читале последното објаве, ама не, сериозен сум сега. Тој со Него- лежење во таа Не бе им тоа. добра песна. Поезијата не прозата гледа. Последната книга, ја заборив како се викаше,
кога тој ги опишува ние младешки времиња, почеток на ВМРО и така натака, као некоја негова вкуса биографија, е на вистина феноменално напише. Значи не се шегувам, човекот има талент, знае да пишува, очигледно дека е многу начитан, очигледно дека е има, а мисламе дека тоа му е професија, јужнословенска книжевност. Да. И ние многу сме загубиле и он таму каже у една работа која се одговара. Значи, би сакал во оваа книга да напишам, ја го цитирам, но и го парафразирам сега Љупчо Георгиевски. Да, немаш толку дословно. Да, кој вели вака. Би сакал да кажам дека македонската независност е резултат на 1000-годишниот сон на македонскиот народ, но за жал не е така. Тоа е, вика, една резултат на една крајно комплицирана регионална и глобална состојба во која се најде Македонија во тој момент. Како што и секоја независност, да бидеме искрени. Веројатно. И забораваме уште една работа, тука што ја кажа во емисијата со Љупчо, а во линија на твојата книга, сега пак ти знам за твојата книга. Ако прави ти за... Да, значи во твојата книга ги објаснуваш тие мрачниве сили кои што секаде имаат своји мирудии. Љупчо Георгиевски мртов ладен во емисијата со Љупчо вели: ако вика, ја вика, не знам, не можем да ви кажам кој како основал, регистрирал, ја правил ВМРО ДПМН, а потоа и ВМРО Народна. Мене само ми кажа, ти ќе бидеш председател. Да. Значи тој момент. Тоа го пишува и во книгата. Тој момент одење во Берлин, ја тој го мислам дека е пишува. искрено за тоа. Да, да. Еве до тие што кажуваате, кажете ми некојаш и мене нешто вака. Ти ќе бидеш председател. Нема, ти Љупчо имаш друга амбиција, ти сакаш да бидеш ти ќе бидеш олигарх. Не бе, нека ме тоа многу пари глава болека. Бега бе. Скромничко нешто. Скромничко. Јас сакам да бидам нешто позиција на Маричич. Сметка у кафана, авионски карти. Бифтек. Ја да у такви работи уживам вино црвено, па ќе пробуеме вакво така. Па, идеме, четврток у Брисел спајаме со понеделник. Нешто демек работиме, ние може да отидеме ништо да не направиме. Таму кај што најверојатно тоа и се случува. А не знам, моја Ивица бил у таа позиција, не знам. Се случува ли нешто? Се случува. Ако сакаш се случува, ако не сакаш, може вака. Можеш така да се прошле. Може, па ние сме за оваа варијанта. Ние за оваа варијанта. Тоа се викаш Југославија јагнеча бригада. Да, баш така, тоа беше момент. Опис вемо. Да, тоа нели, тука има јагнешко печење, нели, тука се јаде, се пие, а воз, нели, а све тоа, нели, спремно за борба и за одбрана на текови на револуција. Текови на револуција. Тековите на револуција. Ја нешто такво би сакал, знаеш. И плюс не си одговорен. А знаеш одговара, значи, тековите на европската интеграција. И па тоа е, Тоа е тој момент, не. Тоа е. Боро Шнајдер од исто ќе биде многу задоволен за тоа што на 6 месеци новиот дела ќе ми ќе се дебело цело време. Значи ки има работа. Ки има работа при донесување. Мојот Шнајдер има работа, а не сум функционер, тоа е интересно. Не, значи вика како беше, кога ќе пораснам сакам да бидам Марич. Па да, такво нешто сега, не мора сега тука клучни одлуки геополитики да бркам. Марич, мислам, од Енџио влезе у... Да. Така стил на живот Марич. Он беше потрчка на Лидија Димова. Ај, сега потрчка. Кажи тие тешки зборови. Како го рече тоа? Значи како беше? Ја мислам дека он го унапредио, не е јагнешка бригада, он е јагнешка дивизија. Дивизија, да. Море со тенденции да стане полк. Јагнешки полк. Да, и НАТО членка, тоа све се разголемува. Да, понато стандарди. Но исто. Бригада е. Да ја кажам искрено. И не би менјал, пошто и сегашнава улога во општеството ми е топ. Има луѓе кои навистина и добри пари направи и убаво живеат од оваа работа. Рецимо, и се изборат што ќе им падне на памет, кога рецимо Сашо Ордановски кој каже дека Пентагон ќе го исклучи интернет. Не знам дали се сеќавате на таа изјава. Така, јас... Добро, он има цела плејада. Ке си излезеш, сега ќе си избориш нешто изда Палестина, вака, така ништо нема да победиш. Луѓе ќе те вртат едно, друго, трето. Другар ни е Сашо, значи он има цела плејада изјава. Само интернетот што паѓа.
Уште го чекаме Пентагон. И да друга се една работа, што да не... Пентагон е... Тоа е една од најлегендарните изјави во историја на македонска Гаси го копчето Вика, Пентагон. кај ова не Ама и може. тоа и Пентагон е дел од таа митологија која Да. нели па цело време се. Па као, нели, Тоа се офицери, мислам сега кој имал пред дедо ми беше офицер. Беше полковник во една. И сега Јавно новинарство, видиш. да, има тука нели удбара. И тоа усител бат. И на Ич се презива. И Да. на ис- И на Ич се презива. Да, тоа е, се извинувам на сите. Сите параметри ги Тоа се исполнува, презивам да. нешта. Да. И кажи веќе сега кажи. Аеродром? Не. Црниче. Наводно. Ара, малце доле. Малце, тоа е. Црниче ти е... Да. Бе, добро се. Црниче, тя се губи у другите новите населби. Стара и грчесната киделитата. Политичко, економска. Не види. Тафталиџе Се 2. Тафталиџе 2. Тафталиџе 2. Ама не И нагоре тоа. Брислска. Да. Таа улица, знаеш. На него Шеван ги нема. Добро се. Името е, да. Нема сега како него. Како Арбен ќе живее на Njegош. Па А не, зашо да не нели тука братство? А може и да го смениме во Хасан Приштината. па не, би било идеално негош као. А иначе, значи сите параметри ги Па исполнува. не, значи јужнословенскиот Шекспир треба нели да се Да. мени со нешто што е модерно. Ако Njegош е јужнословенскиот Шекспир, тогаш Сашо ќе дојде јужнословенскиот Боб Вудворд. Ќе правиме паралели, нели? Тоа се тие паралели. Мене евеме те... Значи, тој беше полковник во Југословенска народна армија, имаше некоја висока функција пошто беше и правник, па нешто беше на она правобранителство, нели имаше воен суд тогаш во све имаш. Да, све има, тоа беше држава за себе, да. И таа беше сосем обичен човек. И со огромна функција, со огромни задолженија, не изгледаше тоа така митолошки и Не, така страшно. проблемот со митолошките... Си се пензионира како секој нормален човек, и умре, Бог да го прости, како што се умира сиротиња, нели, она... Знаеш, Еј, богат, што? сега... И богатиот умира, Кога сме па кај, да, кога сме кај митологиите, за пример. Факт е дека, да речем, израелската армија е едно од најмокните, најсофистицираните во светот. Тоа е факт, не е мит. Факт е дека имаат одлични војници, обучени војници, одлична технологија. Да, да повисо параглайдери Се. него. Сега, но митот што е? Мит е дека они секоја точка Не бе, од Газа ја контролираат Срđan je 24/7. возможно. Срđan Значи, Митот беше вика границава на Газа, пиле не може да е. Прелетли ги видовме вие со паларги. Со така. параглайдери ли? Сега, кога овие соочените со митот ќе го видат ова, викаат Израелова сами си го организира, го Да, бе, тие дозволија. глупости без- Сами си дозволија и јаду луѓе да Тоа им... баш ја го... Знаеш. Ова вика Нетањаху го направил за да се Намерно. консолидира својата сила у кнесетот, нели Тој партијата. готово, тој... Ало, Тоа мислам дека точка на Не, политичка. ја мислам дека кога ќе заврши целава војна, Готов е. дека тој е готов и никој Он е не веќе може Ама да не, он тоа го знае многу подобро од нас. Да. Знаеш? Фала Богу дека знае, мислам. Сега, и луѓе кои елементарно појма немаат ни за израелска политика, ни за израелско општество, сега го шират митото, они сами си го направи. Па друг мит, ова американци се за тамо да седнат на маса. Ама не следеше така. Знаеш, Митот за Мосад, на пример, е неверојатно јак. За види, Мосад е тајната крајно полиција. силна операција, да, организација. али митот за Мосад, Митот е посилен од организација. значи е Апсолутно. 200 метри повисок од Ма, организацијата. 200. Да, Многу повеќе, да. Километри да не Тоа се. е еден олимп да, метафорична апсолутно, смисла, да. Да. И Митот за удба е ова сега, да, комитот за удба исто, да. Ма не, Сега ја ги сум запознал дел од тие бивши удбаши, тоа со пола мозок изведен се жити да, свет. да. И сега, значи кога го имате тој мит за Мосад, и сега кога му се случува на Мосад една ваква, мислам, Срамот, пропуст, невиден пропуст, тогаш мора да смислиме друго нешто, Друг мит, за да обстои овој за да мит. обстои митот на со кој ние се храниме. Имаше едни будали во Америка, правеа така од мит на мит, од мит, од мит, од мит, оне со оние Q аноните,
Аха, Што да. да се сеќаваш Не, многу беше интересен тој такви имаш документарецот. секојаш. Мора да признам, многу беше интересен. Секојаш имаш маргинал. Документарецот на QAnon го изгледав цел. Ама погледни го за како се формира на Netflix, го има како се формирале. Да, и тоа го имам гледано, да. Како се формира од мит во мит и како тоа после доаѓаме до заклучок сите сме ние ванземајци. И на крај доаѓа човек кој ти збори работите, ти го убеден во нив, ти го гледаш и што дали Ма се секојаш има маргинал. Ама не, овие маргиналци Не, ама- сериозно. Не, ама сега има интернет, бе. Сега има интернет и тоа полесно се поврзува и маргиналецот од Холандија се поврзува со маргиналецот во Скопје. Тиквешијата таму, нели што спомнавме преска и тоа се Не, ние од познава. теквишијата генерално сме мејнстрим, многу ретко имаме Да. маргиналци. Добра, ајде сега лошо. Од Росоман, Бошавица, да тоа бидам попрецизен. Ни го паметот, има едно ветеше, што паметот ни го Да. оправа и тоа е мит. Нормално. Еден Митко Јанчев е главен мејнстрим државата. Што мејнстрим беше ова? Па е мејнстрим, се збориме го бараме нели мејнстримот. Да, ете го мислам. Мејнстримот да цацко. Колку пари кошта книгата Срđan? Книгата чини, мислам, 390 динари и има во сите книжарници на литература, МК да Значи, почнем уште еднаш. срамно е да не се прочита. За- Книгата за 390. 3,5 кафе, зависи кај у Охрид, тоа се 2 кафиња. У Скопје се 3. Скопје како каде? У Грчка на Како плажа каде, едно. Да, у Грчка на плажа едно. Заслужува да се потрошат тие пари, особено кога имате одличен политички трилер, барем мене Боцевски уште ја немам прочитано, после ќе идам да ситимал да ја купам. Боцевски ми е како Репер се. репер за тие работи. Ќе рече фалах му сама. Така што ќе ја купам, ќе ја прочитам, им го советувам сите на слушателите затоа што Срđan првенствено како новинар изморедно талентиран, сега каде си ангажиран? Јас сум неангажиран, со колегата, со неколку колеги ќе почнеме еден нов проект, значи еден подкаст, нема да ви биде конкуренција. Навечер жите се. Навечер, да. Тепајте се И информација. ќе пробаме да направиме нешто што значи дебата имало кај нас, иако не премногу, значи да една дебата, но да не откривам секи има некои иновации, а тоа ќе биде еден малку нов начин на дебатирање во Македонија и нормално вие двајца ќе бидете секогаш Погоди кој е мастермайндот за тоа. често видени гости. Шпрекин зи Дојч? Тоа е. Поздрав до Берлин. Поздрав до Берлин. Оу! Ја ова сега дознавам, а доколку нормално техничката Ма помош... ти може сега дознаш, ама си таму си стаен ти у сценарио, затоа Ти си немој прв сега... на Да, бе, знам, прв на не, список. од Имаме прилика- ние списоци, не Од секој. прилика ја го знам сижето, ве На поздрав... двата списоци е први овој кај што е бригада и Да, има секакви списоци. И ја Да, И поздравувам. Маричич список и овој Берлин список. Значи, и тој муабет, ја му се извинувам, зборуваме за колегата кој го спомнавте, е човек кој неизмерно многу го почитувам. Во овој момент можам да кажам дека ја носи тоа титулата еден од, ако не и број еден новинар во држава до година ке Па едини од мејнстрим медиумите каде што Не. има слободна мисла и може во овие во да се чујат изминативе секакви мислења. во изминативе години, без да се додворувам и без да кажам било што, можам само да кажам дека Заспи ако можеше единствената емисија која зрачи со етерот, Ја во која етерот на гледам таков искрено, само таа ја гледам на начин, телевизија. Друго се е подкаст, се и YouTube. Ја на YouTube ја гледам, не Да. гледам, пошто Да. пред тоа да ги гледам тие со как се менјам жену или што беа тие стројници, мојници, некако таа. Не можам стварно. Значи, стварно не можам. Тоа е сводник, стројник, Кога како се зборуваме за каже тоа. теории на заговор, забележуваш ли дека и во таа емисија едниот од водителите се презиме на Ич? Да. Јас се извинувам и за тоа. Он ме И се извинувам на вашите слушатели. ја еве на Еф, не знам што да се извинам, што не сум на ски. Ја од бугарска позиција па да се извинам. Таму се на овој. 11 октомври е денеска, може би. Нема што да се
Извинуваме, дај сите да живееме заедно во оваа прекрасна држава која го носи името. Не, Не, а не, ста, името ај не мора да го Не кажем. нервирај. Го имаше името. Јас сум роден во Македонија и секогаш ќе бидам роден И во јас Македонија. сум. За жал син ми е роден во Југославија. Северна Да, Македонија. да. Син ми за жал Во е роден во Македонија е Северна. роден. Ајде. Така му Ајде, пишува ајде, таму, ајде, се што да прави. Ја на тоа гледам како нешто привремено. Да. Транзиторно. Транзитор. Да. Се додека не станеме голема Македонија, а во однос на голема Тука Македонија. има една Ја интересна таа не ја работа. разбирам, голема Кога беше Македонија. БЈРМ, туку нас тоа изгледаше некако одвратно, непријатно, па не го сакавме, ама беше привремено, нели? Дугачко Да. време, ама привремено. И се ова ова Северново е сега за стално ни, нели? Нема ова... Абе се. Они така го подпиша. Добро, ама тоа нема временска рамка тоа. Гледа го Советскиот сојуз колку беше Јак. и Па каде е? беше. Каде е? Да, каде? Југославија што збориме Да, каде е? каде е, нема. Ово утро И како ни трна мобитов, да застанеме. ДДР каде Кој е? каде е? ДДР. пред Германија. инаку ово утро во Советот на Европа говори имал Александар Николовски, нели кој не представува нас таму. Прилично жестоки пораки вели Је Радев и Јотова спроведуваат екстремна политика на национално негирање на македонците во Македонија, Бугарија и Албанија. Па да, таму имало нешто нови бугари се појавиле у Бугарија. Европскиот Во Албанија. совет, пред Советот на Европа, така беше Совет на Европа, Николовски го актуализира ова прашање и во однос на Албанија. Ово е интересно, денес на Лидер ќе се обидеме да проанализираме што како се случувало. Во однос на Албанија има една тема која им се извинуваме на слушателите која не стигнавме да ја обработиме од сите овие работи кои ги имаме, тоа е дека Бугарија се бори во пописот македонците да бидат бугари. Јас се извинувам. Кога работи во Плюс Инфо, значи пред известно време е тоа, еднаш ја начнавме таа тема во еден прилог и беше апропо Ванчо Михајлов клубот во Битола и тогаш се појави информација дека се отворил некаков клуб и во тој реона мала преспа таму. Ова каде што Да, ма после ги се затворија. инсистира Затоа што во нема Албанија не ги затвориле. Во Косово ги затворија. Во Косово пробуваа кај гораните да направат дека се. Пробуваа дека се Но нешто кај гораните беа онака гораните вика, ладно одбиени бе. ладно одбиени. Да. Во Албанија не знам дали, но Еди Рама, тоа се сеќавам, со оној беше као сикаш оној со нашо беше многу фин премиерот на Петков, да. Тенфин, он го отвори Ванчо Михајлов од финоќ. Од најфин што беше, нели Харвард, па и овој нашиот бил на Харвард курс, па нели тоа таа врска, харвардска врска. Кога го испраќа од Харвард Петков му рекам Клубот нели алфа, бета, гама, тоа се поштува. да и Ванчо. Да, Иванчо, да. И Джефри Сакс предаваше на Харвард. Колумбија. Не, ама мислам дека предаваше на Харвард. Може предавал сигурно, меѓутоа мислам дека од Колумбија Джефри. но во секој случај да се докаже, значи Еди Рама и Петков постигнаа некаков договор за почитување на малцинските права на бугарите во Албанија. Значи звучи Што бараа во чудно. декларацијата? А да. Таа декларација така што од нас бараат, нели? И Еди Рама нели притиснат пред она превод, му е гајле. Да. Па и ние би реагирале така ако некој ти бара јапонци да почитуваме во Македонија. Не, највише ги почитуваме. Устав еве. Да. Два пати ќе ги ставиме. Два пати ќе ставиме, што ми кажеш. И под Јапонија и под Нипон. И под Нипон, да. Да не Тука се. негде ја завршуваме оваа промоција на книга кај што не ви откривме буквално ништо за книгата. Тоа ни беше намерата, да. Тоа ни беше намерата, се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание. Денес не работен ден, ако стварно не слушате нас, а не е работен ден, имате сериозен проблем со себе си. Тоа можам да ја го кажам. И затоа купете писма од Лудница, затоа што озбилно имате сериозен проблем со себе си, ако са бајле, у 8 неработен ден не слушате нас. Да. Стварно имате озбилен проблем со Ова